Со ваквото работење на анкетната комисија се дојдува во прашање за мислата за незината цел, дали е политиканство, дали е политички театар, дали сакаме да стигнеме до факти и до изјави. Денеска имавме еден од министрите, господинот Ставревски, подготвен да одговори на сите прашања на членовите на анкетната комисија, согласно деловникот кој што го предложи Социјалдемократскиот сојуз и сите партии го гласаа, кој што нуди две можности за одржување на седница, од која што една беше по избор на сведокот, согласно одлуката за која што сите политички партии гласале, беше во предлог на СДСМ, каде што тие предвидеа и отворена и може за затворена седница, но за жал очигледно е дека одговорите на прашањата кои што ги имаме за поставување кон министерот Ставревски на некого му беа помалку битни отколку можноста да се политизира, да се држи тензија, да се прават одредени инциденти, политичка напнатост, лични, меѓусебни конфронтации, што и да е. Гледаме дека Социјалдемократскиот сојуз се обидува после неуспехот да го блокира изборот на Државната изборна комисија, сега се обидува да ја блокира работата на анкетната комисија. Блокирањето на работата на анкетната комисија би имало една единствена цел – да се користи како изговор дека нешто од договорот од пржино не е спроведено и дека тоа неспроведување може да му послужи на СДСМ како услов или изговор за одложување на изборите. Тоа е кратката цел и перцепција во нивното однесување. Се друго, помали подробности кои што може би се позначајни или помалку значајни, но ваквиот однос разочарува затоа што сметавме дека токму пратениците од Социјалдемократскиот сојуз ќе имаат најголем интерес да ги постават своите прашања кон министерот за финансии, за кого што и ние како пратеничка група имавме голем број на прашања да ги поставиме. Тој беше присутен тука, беше известен анкетната комисија, сите членови, писмено изјаснување, но гледаме дека Социјалдемократскиот сојуз сака да продолжи во политичката дебата во македонската јавност, да продолжат тензиите, конфликтите, напнатоста, неостварувањето на одредени агенди, за да може истите после да ги користат како аргумент за одложување на изборите. Жалиме што е така, ќе продолжиме понатаму да го дадеме нашиот конструктивен придонес и се надеваме дека неповикувањето на господинот Ставревски и прекинувањето на седницата нема да послужи како изговор за блокирање на работата на анкетната комисија или за блокирање на следниот циклус на луѓе кои што би требало да се појават тука и не знаеме зошто постои таква една нетрпеливост креирана од претседателот на комисијата. Што е вашата проценка, зошто Ставревски не требаше да го сослушате господин Ставревски во отворена седница за јавноста? Секој од повиканите сведоци има право согласно одлуката на комисијата да се изјасни на начин на кој што анкетната комисија тоа го овозможува. И тука нема ништо чудно затоа што за таквиот начин се изјасниле и пратениците на СДСМ, и тие на ДУИ, и на ДПА, и на ВМРО-ДПМН. Важно ни е на анкетните комисии да имаме добро поставени прашања, добро добиени одговори кои што се во склоп на надлежноста на анкетната комисија за да можеме да утврдиме што повеќе факти. И секој сведок и давање изјави на секого пред анкетната комисија е многу поважно од начинот на кој што тоа ќе биде направено. Но очигледно е дека некој сака да има тензија, да има лична нетрпеливост, да има политички капги, припукувања, за тоа да биде изговор за одложување на изборите. Има ли шанси и вие се соучесник, бидејќи има возможивте ова да се направи? Со оставањето од дополнителна точка на дневен ред. Дополнителната точка на дневен ред беше се со цел после завршувањето на сведочењето на министерот Ставревски да констатираме дека првата листа е исцрпена. Откако ќе се исцрпи првата листа, може да се оди со втори листи, за кои што веќе јавноста е запознаена, но некој очигледно не сака тие да почнат во скоро време да се појавуваат пред комисијата. И нашата интенција или она што можеше да се насети е дека дали по првата или по втората точка, без разлика каков ќе беше редоследот, некој веќе однапред испланирал прекинување на седницата. Целта беше денес да не се констатира дека прво поднесените листи се исцрпени. Тоа беше главната цел, која што со прекинувањето на седницата се оствари или некој си ја оствари. И да беше обратниот редослед, да го имавме прво министерот Ставревски, потоа да
го ставме тоа како следна точка. Целта ќе беше остварена со прекинување на седницата после давањето изјава и одговорањето на прашање на господин Ставровски. Очигледно е дека некој има скриена агенда која што пред се ние ја сметаме како потреба да се блокира работата на анкетната комисија, да има поголема политичка тензија и со тоа да биде истата инструментализирана како изговор дека нема услови или нема исполнети одредени обврски превземени од политичките партии да одиме на предвремени парламентарни избори. Имате ли листа со... Мислите дека сте многу паметни со овие финти? Јас мислам дека работењето на анкетната комисија и почитувањето на одлуките на сите, и првата и последната и на сите можности, можеме да дојдеме до одредени факти. Сведочењето на премиерот Груевски беше многу корисно за сите пратеници и беа дадени одговори на сите поставени прашања. И мислам дека истата можност имавме и денес, но за жал седницата беше прекината од страна на председателот на... Имате ли листа на сведоци за вториот циклус сведоци? Имаме листа за вториот циклус на сведоци и сакаме пред комисијата да ги поканиме господинот Зоран Заев, господинот Палифров и господинот Александар Верушевски, кои што се дел од аферата прислушкување и имаме многу прашања за поставување, за да знаеме кој прислушкувал, кога прислушкувал, како го направил тоа неовластено и во чија корист. Седосна повторно ќе обара Груевски во вториот циклус. Може да се надеваме на отворени седници или повторно затворени? Секоја политичка партија и независните претеници имаат право да поднесат листи и секој од оние кои што ќе бидат повикани ќе имаат и право и одреден рок да ја известат комисијата за нивната одлука. Дали според вас? Благодарам многу.